Добро вечер во ново отворено студио со нова дебата на телевизија Нова, вечерва со мене Наум Стоилковски. Повторно и вечерва ќе се навратиме на една од најжешките теми во македонското општество во државата, а тоа е предлог законот за носење на законот за јазици. Всушност веќе кој што го понесе името Закон за употреба на албанскиот јазик, бидејќи според аналитичарите направен е како закон јазик, во законот е направен како јазик истакнат во заграда за употреба на албанскиот јазик, додека сите други се наведени како третостепени јазици во Република Македонија. Во насока на обезбедување на една здрава дебата во општеството, кое што инаку изостана според мислењето на предлагачот пред да биде срочен текстот на еден ваков сензибилен предлог текст на закон, сепак не успеав да обезбедам некој кој што ќе може да седне и да ги одбрани тезите на еден ваков текст на предлог закон, но предлагачот си го тера законот низ собраниската процедура, иако има многу забелешки, и тоа не само од опозицијата, туку и од стручната јавност, политиколози, јазичари, професори, историчари. Сепак, ке верувам на зборот дека работните обврски ги спречили оние кои што за вечер имаа покана да бидат тука со нас, но секако тоа не верувам дека и нивните ставови ќе беа подалеку од она што секојдневно го слушаме и сведочиме од дебатата која што се води во собранието, но и на ова и на другите медиуми во земјата. Тука сепак не би зборувале за процедурите, иако за дел од нив ќе стане збор за она носење по кратка постапка и за севкупното значење на еден ваков јазик и неговото влијание врз животот во Република Македонија и воопшто на Република Македонија, но би се навртиле на вистинските причини за загриженост, кои што за поддржувачите на ваков предлог закон веќе добија оценки дека се политички, дневно политички, партиски, па и антиалбански, додека за критичарите ваквите критики се во насока на заштита на македонскиот идентитет на државата. Редно е по еден ваков подолг вовед да ги представам и моите гости вечерва. Тоа се професорката Наташа Котлар-Трајкова, професор во Оделението за проучување на периодот на природенското и национално-ослободителното движење на македонскиот народ, професорката Јованка Кепеска и Сотир Костов, поранешен јавен обвинител, аналитичар и колумнист. Професор Кепеска, вие сте доктор по политички науки од филозофски, политички и економски социјален аспект, така што ќе имаме еден поширок опсег на тоа што значи еден ваков јазик во воопшто односењето на ваков закон во кратка постапка во Република Македонија. Професор Кепеска, морам да признам дека повод за една ваква дебата беше еден ваш текст каде што повикувајќи се на Крстен Мисирков, каде што определувајќи духовноста како основна карактеристика на јазикот, велите дека се разнебитува општественото ткиво и сплотеноста со градење на ѕидови помеѓу двата етникума, нели двата најголеми, ако ги земеме така, етникуми во Република Македонија, односно дека наместо соживот со вакви решенија, какви што и претходно се носени во насока на нели сплотување во Република Македонија, се губи сврзникот, односно македонскиот јазик и културата изградена врз него. Велите дека јазикот нема само техничка улога во комуникацијата, туку тој во нацијата е говор. Така е, говор во смисла проговорува за состојбата, а и повратно влијае. Во врска со синтагмата духовност, дека јазикот е духовност, се надоврзуваат и прашањата за идентитетот на македонската нација и приодите кои што ги има воопште во социологијата, во филозофијата и во политикологијата во однос на решенијата кои што се донесуваат како практични или како правни. Во таа смисла и историјата како блиски науки или како
ги користи исто така и филозофијата, и социологијата, и политологијата. Користени се овие сфери, овие науки, научни сфери во конституирањето на правните акти, во Уставот и така натаму. И тука сега затоа овде како да недостасува тој легитимитет и дека се прават некои конструкции кои што се во најмала рака проблематични, именно што е тоа службен јазик и погрешно се објаснува, се толкува определбата од Уставот за тоа што е службен јазик, кој што се однесува најмногу за локалната самоуправа, односно за користењето на јазикот во државната власт. Меѓутоа, многу дефинирано, многу определено што е тоа државна власт и што е тоа смислата на користењето на јазикот во локалната самоуправа под определени услови, бројчани, што мене лично не ми е блиско, но ете 20% се определени и така. Таа определба од Уставот, позната е дека тоа е амандманот 5, кој го заменил претходниот член 7 во Уставот, се толкува дека е тоа определба или одредба, норма, која што може да се прихвати дека значи и употреба на јазикот во целокупната држава, во државата. И така натаму. Тука се изгубил титуларот на нацијата. Тоа социологијата го определува и тоа е добро определено во Уставот. Значи, определбата на македонската нација како титулар на оваа држава и нејзиниот јазикот, македонскиот јазик, следствено на таквата определба за државата. Меѓутоа, со ваквата претенциозност и, како се вика, упоритост, индоктринација, политичко, како да речам, пазарење, како се вика, благопријатно приемање на било какво решение во име на некаков политички мир, фактички се доведува во прашање токму таа определба на македонската нација како титулар. Тука треба да се прави разлика помеѓу националниот идентитет и одма ќе го поставам прашањето, а покасно ќе го објаснам. Влегуваат ли албанскиот творечки продукт во македонскиот идентитет? Например, еден добар филм од албанци, на албански јазик, едно добро дело, книжевно, едно добро музичко дело и така натаму, вредности, обичаи, дали се тие дел од македонскиот идентитет, ама тоа е македонски идентитет. Само еден пример ќе дадам. Една албанка пред 2-3 недели учествува во еден меѓународен надпревар, стручен, и вели: јас сум по потекло албанка, ама јас сум припадник, јас сум одраснала, сум се образувала и сум дел од Македонија. И јас ќе настапам во име на Македонија. Ќе настапат ли албанците во име на македонскиот идентитет во оваа смисла, со тоа што стандардизацијата на јазикот оди, може да се создава и се создава во матичните држави. Стандардизацијата на албанскиот јазик ќе се одвива во Албанија. Меѓутоа, тие се дел од Македонија и го формираат македонскиот идентитет и во таа смисла тој идентитет е неделив. Каква е врската помеѓу сознанието кое што е во форма на обичаи, на традиции, во форма на наука и така натаму, кој што ја создава свеста како идентитет повратно на општеството, веќе друго прашање. Значи, со ова само за почеток да кажам дека многу моменти се заобиколени и не се
признаваат кога се поставуваат овие прашања за широката говорна можност на албанскиот јазик, кој што ќе направи хаос со своите решенија, бидејќи е прекомплициран тој примената на тоа практично решение. Немате сегмент од општеството во кое не е влезен албанскиот јазик, во сегментот правниот и од политичкиот систем, значи се искомплицирува надвор од тоа што и финансискиот момент не се предвидува и така натаму. Но има тука и други прашања. Навлеговте во еден дел кој што ми се издвои во барањето на сите овие аспекти кои што ќе влијаат во животот во Република Македонија. Би се повикал на едно обраќање на академик Маџунков, кој вели: ниту еден јазик не може да преживее во двојазичност ако нема матична држава каде што тој јазик се чува и негува. Веќе го фативте оној дел каде што јазикот нели влегуваат во творештото или се запазува во јазикот во Албанија или во Косово. Да, чив е придонесот творечки на албанците во Македонија? На Албанија или на Македонија? Тоа е веќе прашање на идентитетот македонски. За да се одговори и на тоа прашање, поново треба да се појде од базичната определба на нацијата која е нација на македонскиот народ. И се разбира со релации во однос на малцинствата. Јас се спротивставувам дека е тоа однос према делови од народ. Овие решенија не одат или не се производ на европски акти кои се наведуваат на УНЕСКО за заштита на ретки јазици, па оттаму следствено дека имаат европски карактер. Овие практични решенија можат да се поврзат единствено за и тогаш наречената рамковна конвенција за етничките малцинства, кој што точно определува кога е некој народ кој внесува територија. Ние необично многу се плашиме од моментот да говориме за територијата. Територијата на народот е секој пат етничка територија. Кога ќе влезат територии во една држава кои носат со себе етникум, тогаш за тој етникум може да се говори како за народ. Остатокот, нели, оној што сака да се представи дека снопот на различните етноси во Македонија прави фаши сноп, кој што создава држава во целост. То не е така нити по теоријата, нити во практиката политичка која се превидува. Значи, во основа битна е дефиницијата на нацијата од аспект на социологијата и на политикологијата, онака како што Бадинтеровата комисија призна. Македонија може да биде држава затоа што има власт, суверенитет на една определена територија. Значи, тие што малцински етноси, тие имаат релација во нацијата, се носат или можат да практикуваат права и тие се определуваат и така натаму. Меѓутоа, со тоа не се губи македонската нација, македонскиот народ кој е титулар на македонската нација и тука треба ред да се направи во тие односи. Но има тука и уште прашања, па да остане. Апсолутно. Да. Професор Кекотлар, вие бевте меѓу потписниците на она спротивставување против договорот со Бугарија. Можеме ли овој сега закон за јазици да го гледаме издвоено од процесите кои што се водат кои што се водат од и произлегуваат од Тиранската платформа, следствено на оној договор за добрососедство со Бугарија, кој исто така навлегува и во историјата и во другите делови од македонскиот идентитет, како што е сега и законот за јазици? Само една исправка. Јас им дадов поддршка на моите колеги, меѓутоа од одредени причини не бев во можност да потпишам за она што тие се застапува, меѓутоа делиме во секој случај исто гледиште.
А во однос на ова што ме прашавте, наједноставно е да ви одговорам дека процесот на идентификацијата во историското време, односно издвојувањето од другите, или она што е многу познато кај нас како преродбата, почнува на најмногу со доминацијата на името и определувањето територијално од страна на луѓето кои што живеат на определена територија. И исто така создавањето на економски врски во определено историско време, и ако ги следиме тие економски врски, ја пратиме трансверзалата од север кон Солун и она што се вели денеска Пирински дел на Македонија кон насоката на запад, односно оние делови кои што денеска се наоѓаат во Република Албанија, а се наоѓаат бидејќи тоа беше интерес на големите сили. Постоеја 3 проекти за формирање на Албанија. Едниот беше голема или оптимална, третиот беше една средна варијанта која што денеска постои и една трета варијанта која предвидуваше потесни граници. Природбата е многу битна во однос на заживувањето на ослободителната борба, бидејќи започна со барањето за изведување на одредено образование на мајкин јазик. Така го спомнува Димитар Миладинов, иако и пред него постојат луѓе кои што тоа го изнесуваат во одредени своји пишувања, односно преведувања, каде што влегуваат македонските говори во црковно-словенскиот, односно веќе од тука веќе заживува и во практичниот живот кај луѓето, за да веќе во 60-тите години на 19-тиот век нашите луѓе многу смело пред своите бугарски партнери истакнуваат дека имаат потреба да имаат признавање на својата особеност, на својот јазик, бараат своја црква, бидејќи тоа е многу потребно во Османлиската империја, која има црква и признат како народ, и македонците секогаш се повикуваат на Охридската архиепископија, никогаш не се повикуваат на традицијата на Трновската патријаршија или на Печката патријаршија. Од одредени политички и геостратешки интереси, подосна таа бугарска заедница, која што е доминантна во Цариград и има големо влијание од Русија, ќе почне да ја бара Охридската архиепископија како нешто бугарско. Меѓутоа, атрибутот македонски произлегува од барањето за изведување на настава на мајчин јазик, македонски, македонска црква, односно Охридската архиепископија, и во рамките на одредените вилаети, а намерно се од османлиската власт направени да бидат раздробени народите, да не доминира една етничка заедница многу повеќе во еден вилает, за да не емитува суверенитет на одредена територија. Денеска затоа и ни се случува од одредени хипернационалистички пропагандисти да се случи да слушнеме дека Албанија би требало да биде до Велес. Фактички тоа е повикување на едно османлиско територијално и управно уредување, каде што се знае Македонија била 3 вилаети, а Албанија била 4 вилаети. Не случајно ве прашав ова, бидејќи многумина ги гледаат овие Тиранската платформа, односно законот за јазиците кој што произлезе таму и договорот со Бугарија како еден дел од комплекс од прашања кои што треба да влијаат врз македонскиот идентитет и македонскиот идентитет на државата за полесно надминување на оној нерешлив за светските правници спорот со Грција, за да нели се при она реална политика, нели едно движење кое е доста сурово, се надмина тој спор за да може да се придвижат евроатлантските интеграции, но и за да се затвори прашање во кој што многу светски великани од областа на правото останаа со врзани раце и не најдоа нели начин како, бидејќи нема правно решение едно такво нели наметнување на барање за промена на идентитет. Да, влегуваме значи во полето на доминацијата на политиката. Апсолутно. И во историско време, па и во нашето современо време има големи сили. Во 19-тиот век тие големи сили кои што имале влијание
влијание на овој простор биле царска Русија и Австриското царство, подоцна Австро-Унгарија. Или да бидам посликовита, во современо време, ние повторно го чувствуваме влијанието на Русија, а она што некогаш било Австро-Унгарија, тоа е Америка заедно со своите сојузници. Политиката е немилосрдна, знае за интереси и секогаш кога се движела таа трансверзала на политички интереси од исток кон запад, секогаш било тоа бугарско-албанско партнерство или пак од другата страна, кога се под влијание на определени интереси, оди по линијата од север кон југ, односно Србија и Грција. Сега, колку, како историчар, но и како социолог, Балканот секогаш бил буребарот, кога имало нели војни состојби, се менувале границите многу нечесно, особено по падот нели на Османлиското царство и многу различни сили владееле на териториите на сегашните различни држави. Меѓутоа, една од основните карактеристики на тие навлегувања на територии, освојување на територии и анексии е значењето на менувањето на јазикот, односно наметнувањето на јазикот на освојувачот и потиснувањето на јазикот на населението кое што се затекнало на таа територија. А меѓу македонските посвежи примери е она заземање на бркање на македонците од северниот дел на Грција или Беломорска Македонија и наметнување на грчкиот јазик преку ноќ се менуваат професорите, почнува изучување на грчкиот јазик, се забранува употребата на македонскиот јазик и по дома, се менуваат топонимите. Колкаво е значењето на јазикот во тој случај, ако земеме дека сега македонците го доживуваат овој закон како опасност врз идентитетот внатре во земјата? Неверојатно, јас кажав, македонскиот атрибут ние го влечеме како нешто симптоматично што доаѓа од јазикот. Луѓето најпрви се разликувале по јазикот и територијата, бидејќи станува збор нели за 19 век, има феудални остатоци, во феудализмот се признава територија, црква. Во Османлиската држава условите се такви, Цариградската патријаршија и Бугарската екзархија имаат право на образование. Образованието не се одвива на македонскиот народен јазик, се одвива според јазикот на институцијата која што се застапува во определен, дали е на грчки или на бугарски. Меѓутоа, зато пак од страна на македонската страна има реакции и се бара да се предава на македонски народен говор и тоа се познатите бунтови кои што се случуваат и во Солунската, подоцна и во Скопската гимназија. Меѓутоа, во секој случај, би сакала да кажам, удирањето по идентитетот, односно по особеностите на некого кој што се определува со определен атрибут, значи да му се одземе правото на суверенитет. Тоа било и во минатото, затоа честопати сме биле именувани како грци, бугари, срби, зависно од интересите на определена голема сила, а тоа го гледаме исто и во денешно време. Ништо не е сменето, можеби само се годините и актерите. Јас сепак сметам дека секој удирање по идентитетот и по јазикот и по карактеристиките, односно особеностите на определен на заедница народ, македонскиот народ, е фактички одземањето на неговата подлога, односно да го има суверенитетот. Штом ќе се раздроби суверенитет, јас и пред известно време ви кажав, значи почнува нешто да ни пука под нозете. Ова секако не е нешто ново и што, значи, од тогаш до сега и не доаѓа како од ведро небо и договорот со Бугарија и па ќе останеме уште малку на историјата пред сутите да ти дадам збор. Барајки и работејќи постојано да ги докаже бугарските корени на македонците, следствено тезата дека македонците се нели производ на Коминтерната, Бугарија постојано ги бараше каде? Кај македонците кои што се вон границите на Македонија, односно особено работеше на полето на Албанија, кај македонците од Голобрадо, праќајќи етномузиколози, праќајќи други јазичари кои што дури препевува и ги собира песните, ги запишува обичаите како бугарски. Како историчар, колку е тоа во дневната политика злоупотребено?
и колку ние сме останале слепи на сето тоа и се уште сме слепи барајќи ги политички, дневно политички нели црти во сите овие реакции кон едни вакви закони. Самата постапка присуство на луѓе испратени од Бугарија, која треба да ја поминат Македонија и да бидат присутни во друга држава, и тоа малцинство, кое е македонско, а да се именува како бугарско, морам да потсетам на еден прелиминарен договор кој што се викаше Сан Стефански и кој што ги црташе границите точно онаму каде што одат современите бугарски истражувачи да ги евидентираат новите бугари кои што се таму. Меѓутоа, знаете, во политиката и ние не треба да се лутиме тоа што го презеле. Може би треба малку и да се замислиме зошто ние тоа сме го дозволиле. Зошто нашето присуство не е било подоминантно или да сме имале соодветен одговор на потребите на тоа македонско малцинство кое што е таму присутно. И мислам дека сепак требаше на некој начин, сега ќе завлезам во доменот на политиката, требаше да изградиме една политичка опција или политичка платформа, не на жртва, туку на еден пример или еден феномен кој што добро ќе застане и ќе поведе соодветна борба, бидејќи суверенитетот на македонскиот народ во секој случај беше заради борбата за ослободување и на Македонија. Таа беше она нишка, оној лозинг кој што во османлиски услови овозможуваше, без разлика колку луѓето да беа различни по своето социјално, економско, политичко, идејно, верско определување, меѓутоа таа нишка нив ги обединуваше. Ете, мислам дека ние требаше да најдеме сепак еден лозунг, еден мотив кој што ќе беше идеолошки спремен да го земе македонскиот народ и да го издигне со една поагресивна опција. Прашам. Вие поставите едно прашање. Дали е ова случајно што имаме така речи притисок и од албанците и од Албанија и од со Тиранската платформа и со со договорот со бугарите. Дали тоа на некој начин и од исток и од запад го стеснува просторот на македонците и македонскиот народ? И јас апсолутно се заложувам за тоа да не се гледа за безизлезност, туку треба да се постават работите на прав начин и да се застане цврсто за одговори по тие прашања. И овај и околу сега и ова што го почнавме како дискусија околу сега законот за јазиците, ама и во однос на бугарите и така натаму. Но да оставиме така, за... Апсолутно. Да. Уживам, слушајќи ве, слушајќи. Сотир Костов ужива во дискусијата на двете професорки. Професорка Котлар вели дека нашето присуство не било доминантно. Зошто не било доминантно? Ако одиме на одговорот зошто не било доминантно, можеме да бараме одговор во една политика која што владееше на почетокот на суверена Република Македонија за еквидистанца, која што сега можам да ја препознам и во овој феномен како договорот за добрососедство со Бугарија за немешање во внатрешните работи, каде што се нема да се грижат македонските власти за македонците, освен оние што се туристи таму. Добро, ја малку пошироко и понеко ја сватив професорката Котлар, но ќе одговорам и на ова прашање. Ја морам да кажам дека вечер кога дојдев наваму, се двоуме што да зборувам и како да зборувам од две причини. Имајќи во предвид ова Бундеслига на историчар и социолог и политиколог, а јас правник, имајќи во предвид дека во минатите 3 месеца во ово студио во 11 емисии зборевме за јазикот, за името, за идентитетот, од сите ракурси, сите ја проучи природи и така натаму, дојдов едно заклучение за мене најдобро, да не се чачкам со експерти поголеми од мене во тие области, да зборувам како правник за прв пат за јазик. Затоа и поставувам прашање како кон правник, дали е ова, значи, зошто нашето присуство не било доминантно, како што праша... Доминантно каде и кон кого? За да видам дали исто свативме професорката. Во однос на македонското малцинство во Албанија. Да, сосема е во право, значи е малку поинаку сватив. Затоа што им дозволивме на некои кои пропатувајќи низ Македонија да... Во право, но и професорката Кебеска го постави претходното прашање многу ин медија резве рекол, па ние се откажавме, а ние треба се срамиме, а ние сме генерација за срам
Ова на вистина го мислам. А ние со она што си го сменивме уставот, што дозволивме по притисок од Грција да се откажуваме од решавањето или поставувањето на прашањата на насите македонци со обраќа од Беломорска Македонија или еве сега што не го прават со договорот со бугарите. Тоа е за срам, но ја мислам тоа ќе биде поправено. Да се вратам на ова, значи што реков. Вака, како правник, мал увод морам да дадам. Ја мислам дека нема историски услови и причини за воведување на двојазичност и повеќе јазичност во Република Македонија. И ќе го објаснам тоа. Јас почитувам дека јазикот и јазичноста е интердисциплинарна проблематика и материја и овој пат само ќе гледам правниот привод, правното гледиште и условен тослов да го кажам за овој закон кој има еуфемистичко име, знаеме еуфемизам што е, кога работите не ги нарекуваме со вистинско име и велиме јазик за употреба, закон за употреба на јазици, не. Ова е закон за употреба на албанскиот јазик во една република, држава која се вика Република Македонија и случајно или не случајно не е Република Албанија. Значи, тоа е едно прашање. Морам да подсетам. Или, ајде да се подсетиме како е настаната Република Македонија. Нема да одиме некои длабоки корени да бараме. Ќе почнеме од 1944 година, ќе почнеме од светлата епопеја, од НОБ, од Асномска Македонија. Второ ниво ќе ни биде референдумска Македонија, 8 септември 1991 година, и да бидеме конкретни. Значи, вечерва ги носам двете книги, Асном документи, во која е содржана, ако може камерата тоа некако забележи, во која е содржана сета државност правно-политичка на Република Македонија. И бидејќи вечерва е само за јазикот, сегментот за јазикот е документ од 2 август 2004 година, документ 42 вели решение за правно на првото задание на Аснов за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Тој документ е многу кратен, јасен и концизен и вака вели. Решение со сето име, да не го читам повеќе, вика член 1 во македонската држава како службен јазик се заведува народниот македонски јазик. Член 2. Ова решение влегува веднага во сила. Подписник Методи Андонов Ченто. Ова е почетокот на државноста на Македонија и еден од идентитетските кодови на идентитетот на кој од социолошки аспект многу убав увет ни даде професорката Кепеска е јазикот. Второ е името, трете територијата, двата други останати, другата професорка ги спомна. Вториот момент е, знаете, ја мразам да читам, ама морам овој пат си ветив да бидам конкретен, да не дозволам некој да не ме свати, да ме свати погрешно или не знам како. Еве вака се ја вели. Во член 7 во Уставот од 1991 година во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. Пак е јасно. Ова е држава на македонскиот народ и многу убаво е напишено. Ова веќе не постои, ама ќе го спомнем и како е изменето. И сега, да се подсетиме, ние сме создадени со принципот самоопределување. Има два модела. Едниот е нација етнос, тоа е францускиот модел. Ние тој не го користевме, ние го користевме нација демос е францускиот, ние го користевме нација етнос, германскиот модел. И сега да ве прашам, историчарите кажеа, или од 1912 или која беше година, албанците си создадоа држава. Си ја нарекува Република Албанија. Кој е таму доминантен јазик, кој е службен јазик, кој е официјален јазик? Албанскиот јазик. Еве во понова историја Косово се создади. Таму пак кој јазик е официјален, службен или како сакате сега некои што прават лингвистичка гимнастика и така натаму? Албанскиот јазик. И сега што ќе правиме? И трета држава ќе создадеме каде што албанскиот јазик ќе биде државен, службен или не знам каков или еве што сакат за меѓународна употреба и така натаму и така натаму. Не. Еве тоа како се унапреди 2001 година со рамковниот договор, со имплементацијата на уставните амандмани и се издигна на едно многу високо ниво употребата на
останатите делови од народите во Република Македонија, морам уставна формулација да користам, на албанците, турците, бошњаците, србите, власите и не знам кои ги... Ромите. И ромите, пардон, се извинувам. Значи, не се само албанците во Македонија како втор, трети или не знам кој народ, туку и останатите се, и веднаш да кажам, ова јазик, овој закон, доколку е уставно заснован, а веднаш да кажам не е уставно заснован, ги пука, тој ги кине рамките на Охридскиот договор, кој е рамковен договор, и да ве подсетам, не можам политички да не спомнам од Швајцарија што ни порача заев. Ова е 21 век, рамки не треба да постојат во 21 век, ние ќе ги скршиме тие рамки, еве ни фактурата сега ни е испорачена. И сега, ви тврдам дека Македонија е, да не речам, прва меѓу најдобрите земји со високи стандарди на стандардизирање, законско нормирање и уставна имплементација на употребата на јазиците покрај доминантниот народ. Што ќе рече? Албанците, сега бидејќи проблем е албанскиот јазик, се имплементирани во подоценичниот дел, ќе кажам каде секаде, во сите пори на правниот, економскиот, социјалниот, општествениот и граѓанскиот сектор на оваа држава. Не е точно дека се онеправдани, туку напротив, сега ако се наметни ова, јас ви го рекол, кукавичко јајце, бидејќи за пред избори се наметнува, за да некој не ја изгуби власта, коалиција прават неприродна и не знам каква непринципиелна, Циле да го спомниме малку, за да не изгубат и подметнуваат јазик. Најбитно прашање, пазете, да се реши со просто мнозинство, му се става знаменце европско, нема регулатива европска, нема декларација или било каква документ европски, и значи тоа е, според мене, лижавче за лажување, а според професорката Селјановска, тројански конј, кој се подметнува за да помине. Ја лично мислам, нема така лесно да помине. Ми дава знак дека треба да прекинеме. Ќе продолжиме. Време е за рекламните пораки и ќе се вратиме на одговорот што е вистинската загриженост од законот за јазици со ваков предлог тест. Еве не повторно во отвореното студио на телевизија Нова. Насловот на вечерашнава дебата е промакедонска или антиалбанска вистинската загриженост од законот за јазици. Како вовед во овој втор дел во расправата, во дискусијата со двете професорки Наташа Котлар-Трајкова и Јованка Кепеска, како и поранешниот јавен обвинител, аналитичар и колумнист Сотир Костов, ќе биде една од изјавите на академик Маџунков, кој вели дека на времето, ова чинам беше некаде март, вели, читаме дека Македонија не била држава и требало да се подели. Тоа се, како што наведе, познати тактики. Прво ќе се зададе една нерешлива домашна задача, како што е промена на името и двоезичноста, а потоа ќе се констатира дека државата не постои и треба да се избрише од картата на светот. Чинам дека ова е една од реалните стравувања и загрижености кои што придонесуваат кон ваков, би рекол, и револт кон законот за јазици, кој што не е излеан се уште до таа мерка на улиците, меѓутоа го слушаме постојано, веќе стана и сите институции кои што и досега може би премолчуваа и се посочувани за премолчување, дали тоа беа Институтот за македонски јазик или МАНУ, други институти, вие нели доаѓате од Институтот за национална историја, вие реагиравте во однос на договорот за добрососедство со Бугарија. Ако земеме предвид дека оваа двојазичност сега само се надградува на оние закони за кои што беа за воведување на албанскиот јазик и негова проширена употреба во Република Македонија, што тој донесе кон кохезивноста во Република Македонија? Донесе ли за сплотеноста во Република Македонија? Донесе ли мир или донесе само две Македонии? Ако каже, еве, условно ќе се користам со вордингот на професор Сефер Тахири кој што беше тука во студиото пред една недела. Мирот е загрозен за нашите граѓани, бидејќи мислам психичкиот мир, духовниот мир е загрозен, бидејќи работите не се поставени на свое место. И многу чинови од нашето политичко живење
одеа во правец на создавање на една ваква состојба, на дефинитивна поделба по многу основи, и по територијални основи, и по јазични, значи по етнички основи, и тоа врз основа на поделба на двата етникума. Значи, познато е дека образованието издвоено го добиваат албанците, дека тука тој закон за територијална организација беше во прилог на постигнување на чисти етнички средини или барем добивање на власт во етничка смисла. Потоа исто така законот за топонимите, за превод, за преведување на топонимите, што е исто проблематично и така натаму. Но морам да признам дека ова го следат и некакви идејни ориентации, на жалост, кои што прокламираат апсолутно право на природно право да се зборува на етничкиот јазик. Тоа го прокламира, го воведе во нашата заедница, кај нас, токму еден спој на повеќе филозофски пристапи, кои што малку идеалистички гледаа на тоа прашање, појдувајќи од француското просветителство, кој е творец на таа хуманистичка визија за природни права. Меѓутоа, потоа тие природни права беа, или таа визија на природни права беа преточени во граѓански права, а граѓански права се збир на прописи. Значи, тие права граѓански се збир на овозможување на тоа природно право во дадени околности. Тоа не е адекватно на апсолутна употреба на природните права. Ова идеалистички приод, кој сакаше да направи едно враќање кон патриархалниот свет во Македонија, на една таа блискост која беше присутна во патриархалниот живот, кажано како Порти Капиџик, значи таков еден близок соживот, кој веќе во светот не постои, значи изодена една политичка практика и една регулација на тие односи, така што ние денеска живееме живот врз основа на граѓанските права или на граѓанска регулација. Тоа значи дефиниран правен систем, дефиниран политички систем. И јас морам да укажам дека тој паралелизам на наш живот не е со законов создаден, дека е создаван долго време, веќе наназад повеќе години, околу 20 години веќе течат во таа смисла да се прават одстапки, гестови политички кои што го доведуваат во прашање целокупното ткиво на македонската нација и направија штета. И уште нешто, тука несваќањето на многу категории какви што се нацијата и јазикот во духовна смисла беа по инерција подразбирани на старите сваќања од исток и од запад. И едното и другото е позитивизам, кои беа сведувани, и нацијата и јазикот беа сведувани на категории позитивистички, тоа значи дефинирани според политичкиот систем во дадено време. Значи, нашата општа идејна клима исто така идеше во пресред да се случат овие категорични разврски во ова смисла на апсолутистички барења во однос на признавање на тоа природно право. И тука, знаете, мора да се оцени дека политичките партии на албанскиот етникум вршат индоктринација за своји политички цели и исто така го замешуваат просторот. Но ние треба сега и во оваа емисија повеќе да гледаме како да се разврзи ова прашање и каде да се бараат правците со оглед на
овие сознанија кои што постојат, кои што можеме да ги Сега би ве прашал, исползуваме. овие апсолутистички барања кои што ги велите и кои што ги има, кои што нели сведоци сме дека и дури и претходниот закон за езици е донесен во некоја слична Исто атмосфера со отстапки, така е. со отстапки се производ на реалните потреби, ајде да речам, и на партиите на етничките албанци во Република Македонија, на етникумот во Република Македонија, или се наметнати во насока на она што го зборам ја реална политика, што го нарекувам реална политика во насока на решавање на спорот со Грција. Бидејќи, ако еднаш веќе го поставив тоа прашање во ова студио со други гости, ако се запише во графата во Обединените нации наместо македонски јазик во графата за јазици, јазици во нели државата, како и да се именува потоа. Отиде возот. Дали ние лично самите себе нема да си пукаме во нозе и ќе си го избришеме идентитетот? Па, затоа и треба да се спротивставиме на овој закон. Прашањето е, дали е ова Дефинитивно, на крајот. дали го гледаме овие апсолутистички барања како нели барања кои што произлегуваат реално или се наметнати барања кои што ги злоупотребуваат македонско-албанските односи, релации, соживот кој што можеби некогаш им пречи за да излезат. Еве правно. Јас се видам правнички тоа. Ајде, Колку правно, јас ајде, те сваќам да видам. Ајде да ве потсетам. Од 2001 до денес, знаете ли дека се сменети 15 члена на Уставот и целата преамбула за да се удоволат барањата на албанците? Телеграфски ќе одам. Преамбулата прилагодена делови од народи, еве дел од албанскиот народ. И тука најголема грешка направивме. Ама тоа е мој мислење. Тоа е дел од Охридскиот Член 8. договор. Да, ама тоа е важи. Член 8. Во темелните вредности нивните барања се стави. Член 19. Слобода на вероисповест на верата, црквите одвоени од државата и еднакви за закон и така натаму, верски училишта, ставена и нивната заедница ИВЗ. Член 48. Идентитет, символи на заедницата, настава на својот јазик, основно средно образование, да основаат културни, уметнички, научни и образовни институции. Широка лепеза. Член 48 од Уставот. Член 56. Заштита и унапредување, збогатување на уметничкото и историското богатство и така натаму. Член 69. Закон за јазици, ова што го збориме, култура и образование и нивно донесување во собранието. Цела една постапка нова е воведена комплицирана, со разни бадентерови мнозинства и така натаму. Член 77. Народен правобранител. Член 78. Комитет за односи меѓу заедниците. Албанци има колку сакаш. Член 86. Совет за безбедност, правично да се одразува составот на населението за Македонија, член 104 Републички судски совет, член 109 Уставен суд и така натаму. И сега да ве прашам. Што излегува сега дека дополнително инклузивноста на компликува албанскиот сегмент е направен. Како квалитетно се одразува? Ајде да дискутираме. Ама науми се отирали се криви ако имаме слаб квалитет. Нека си ги менуваат тоа нивните представници да ги застапуваат нивните интереси малку подобро да речеме. А иначе, ваква застапеност, ја еднаш вака реков, донесете ми светски устав од било која светска држава, која ќе покажи на кантарот поголеми стандарди на застапеност на останатите народи порано и меѓународно што се велат манцинства од македонскиот устав, јас ја кинам мојата диплома на правник. Бидејќи таков устав не постои, Уставот на Република Македонија во таа смисла е прв во светски рамки. И сега одеднаш твојата дилема или трилема, не ова е наметнување на странските елементи од Тирана и Приштина. Ја албанскиот народ не видов нешто да е посебно политички незадоволен, напротив, гледа економската состојба да му биде подобра. Апсолутно, ја го И поставувам губитниците на претходните парламентарни носи просперитет на тетовци, гасификација и чист воздух или имаме сметлишта во Струга и во Тетова, ние збориме за јазикот. И сега да ве потсетам нешто. Некој го изгуби тлото на последните вонредни парламентарни избори, ја измисли во Тирана Тиранската платформа и јазикот ни е еден од 5 наметнати барања за да компензираат она што му ветуваа на населението, а не исполнија, бидејќи не можат да исполнат. Охридскиот договор е целосно имплементиран во Уставот. На еден начин би кажал дека и не постои веќе Охридски договор. Бидејќи со сите амандмани
И во праксата е заживеан преку Уставот и сега, ајде, ќе го воведуваме, како што на почетокот реков, двојазичност или повеќе јазичност. Во таа насока и не професор била. Ќулавкова, И не била академик Ќулавкова има поширока анализа во која што во еден дел вели дека 16 години се зборува за примена на одредбите од Охридскиот рамковен договор. Го читам како што го има наведено, а тие се имплементираа во уставните амандмани од ноември 2001 и со тоа референтна рамка повеќе не е Охридскиот рамковен договор кој беше партиски, туку уставот донесен од собранието на републиката. Ова не го знаев од Ќулавкова, ама сме истомисленици. Да. А таа е академик, јас сум правник. Очигледно дека и правните работи ги владеела барем тогаш. Така, да се навратиме малку на историјата. Во комплексот прашање на македонскиот идентитет е и црквата, која што, нели, еве да не изостане дека и црквата не е оспорувана од еден, од втор, од трет, ако се земе и Охрид како, нели, за бугарите кои што го посочуваат како лулка за Бугарија, автокефалноста на македонската црква е, нели, оспорувана од друга страна, се игра со топонимите и со картите, дали сме поранешна Југословенска република во Србија, како ќе дојде од дневно-политички потреби. Меѓутоа, црквата одиграла една голема улога од образовниот аспект врз македонците, а и пошироко врз словенството. Да. Значи, морам да лоцирам дека станува збор за османлиска држава, која што е многу поразлична од нашето поимење за држава во современо наше живење. Во османлиската држава постои една толерантност, морам да кажам, во однос на оние кои што биле подчинети, а биле со друга вероисповед, за разлика од султанот и оние кои што биле негови припадници на неговата заедница. Така што ние ја имаме како една народна творба, која што долго време обстанува, тоа е Охридската архиепископија, и која обстојува се до 1767 година. И тоа е една институција која што добро се приемува и од страна на населението, бидејќи нејзиното укинување потоа доживува една силна реакција од страна на самото население, или пак се забрзува процесот на грцизирањето, како што се спомнува во литературата. Меѓутоа, да ја спомнам една работа, дека укинувањето на Охридската архиепископија е проект на една голема сила, која што имаше потреба сите православни христијани во османлиската држава да бидат под Цариградската патријаршија, односно сите православни верници да бидат под една црква. И тој е познатиот проект на царска Русија за создавање на источно православно царство, или да се обнови Византија или Грчкото царство. Една година пред Охридската архиепископија да биде укината, е укината Печката патријаршија, така што не можеме да зборуваме за прилики во Балканот ако не ја следиме и политиката на големите сили. Меѓутоа, со укинувањето на Охридската архиепископија, сега веќе ќе прифатам гледиштето на една моја многу драга пријателка и соработничка, професорката Валентина Миронска, која смета дека македонското прашање фактички почнува со укинувањето на Охридската архиепископија, иако јас се уште мислам дека е од Кримската војна со браќата Миладиновци, меѓутоа размислувајќи веќе на овие теми, бидејќи ако немаме црквата која што е репрезент на народот или застапник на народот пред владетелот, се појавува, значи, друга институција, апсолутно веќе се појавува еден друг отпор. Тој отпор веќе во 19. век се појавува и на пазарот. На пазарот треба учени луѓе кои што ќе говорат свој мајчин јазик, ќе бидат образовани и ќе можат да влегуваат во определени трговски односи, односно ќе ја создадат веќе носечката класа, буржуазијата за новото време, односно капитализмот. Во таа насока, целата македонска борба
постојано е поврзана за обновување на Охридската архиепископија, за чувување на народниот говор, па макар тоа било и во различни институции кои што ги признавала Османлиската држава, но нашиот народ ги имал тие модуси и успело да се справи. И во таа симбиоза на револуционерната борба и на просветната, односно културната, културното раздвижување, во таа симбиоза ние го гледаме македонскиот отпор, односно македонскиот народ е носителот, бидејќи со крвта на нашите луѓе внесовме содржина во Илинден, вели Вапцаров. Значи, кој е носителот и кој е авторитетот на определена и традиција, и историја, и култура, и територија. И втемелен во уставот, во Да се преамбулата. вратиме на идентитетот. Сите овие прашања се од Секој од свој аспект си брка своје прашање. Своја тема. Вака, знаете, јас се враќам на прашањето на идентитетот и ќе кажам дека националниот идентитет е статичен. Тоа значи националниот идентитет е дефиниран со тоа што е израз нацијата на македонскиот народ и македонскиот јазик како носител на тој национален идентитет. Во таа смисла идентитетот е статичен. Има нешто што во идентитетот е динамично, а тоа е културниот идентитет. Тој културен идентитет како динамичен забраво го бара и го најдува одговорот за тоа што треба овдека да се случува во соживотот помеѓу различните етникуми. Тоа значи еден културен идентитет кој го искажува тој соживот. И во име на тоа, тука тоа е и основа за разрешување и на односот на помеѓу јазиците, нели? И односот што треба да го имаме и према користењето на албанскиот јазик во сите пори на општеството. Јас ќе дадам само еден пример. Оној што бил како основа за создавање на Европската Унија. Раздорот помеѓу Германија и Франција се Алзас и Лорена. Алзас и Лорена користат старогермански јазик, меѓутоа историски припаѓале на Германија и на Франција. И различно добивале титулар. Значи, се наметнували францускиот јазик и германскиот јазик. Дефинитивно, денеска Алзас и Лорена спаѓаат во Франција, значи го користат францускиот јазик, природниот јазик е старогерманскиот јазик. Она што треба да ни даде одговор е тоа на што личат овие заедници. Тоа е таква симбиоза на две култури. Тоа значи на германската организираност и француската питорексност. Зашто толку многу туристички тури има во Страсбург? Затоа да го видат тој живот кој е страшно непоновлив. Можеме ли ние да направиме една културна заедница на соживот кој што и постоел тука? Па погледајте архитектурата. Архитектурата наша е слична како и во Романија, како и во Турција. И тоа е исто и со седумосмискиот такт во песните. И што уште не. Значи, тој соживот, таа духовност е заборавена и потисната со едни вакви политички претензии и, како да кажам, силување врз една заедница и не зафаќање со вистинските прашања на соживот и на кохезијата која може да се постигне. Јас да ви кажам, јас сум била професор. Кај мене доаѓале албанци да полагаат. Повеќе од седмица не можеле да добијат. Се жалеле дека е јазикот во прашање. Не бил јазикот во прашање, туку знаењето. Значи, толку слаба подготовка до универзитет
имаат овие албански училишта, место да се свртат тамо и да го направат сиот напор да се подигне таа образованост, за да може и поголем успех да има на тој сегмент етнички и така натаму. Значи, тука оправдување нема. Ние мораме да го изводиме и европскиот пат во однос на одговорите на овие прашања и да бидеме чврсти кога сме на прав пат во одговорите. Ке продолжиме со дебатата, но обврзани сме со уште еден блок реклами. Еве не повторно во студиото на телевизија Нова, во ова отворено студио вечерва разговараме за духовноста и со животот во насока на Законот за јазици, предлог текстот во Законот за јазици и промакедонска или проалбанска вистинската загриженост од Законот за јазици, така е нареков вечерашнава дебата, каде што се надевам дека се движиме полека кон оној одговор дека целиот револт кон вакво решение на закон за употреба на, како што се нарекува, Законот за албански јазик и воопшто неговото избрзано носење не треба да се доживува како револт против албанците или како антиалбански, туку нешто што е револт за брзоплето губење на македонскиот национален идентитет, кон што многумина од нас од тука во студиото го препознаваме. Наташа Котлар-Трајкова, Јованка Кепеска, Сотир Костов. Застанавме токму кај духовноста и со животот кој што треба да го градиме. Очигледно дека оној закон за јазици кој што е донесен не го изгради. Веројатно и вакво решение нема да го изгради ако веќе се разбира како по етничка линија дали треба или не треба да се донесе ваков закон. Па, ајде повторно да се навратиме на историјата, Котлар. Јазикот не бил пречка, со животот течел на овие простори во Република Македонија. Не било спорно разбирањето измеѓу. И без закон за јазици. Меѓутоа, со закон за јазици веќе дојдовме до она дека има две Македонии, како што посочи професорот Сефер Тахири. Па да, во секој случај, ако го имаме примерот на Османлиската држава, познато е... И пост-Османлиската држава. Да, ке одев и во тој дел хронолошки. Постојат оние укажувања дека османлиската власт најмногу ја интересирало собирањето на даноци и не жеднеела по лингвистичките души на своите поданици. Но од друга страна, значи, постоеле тие можности во османлиската држава да комуницираат, бидејќи тоа е еден конгломерат на народи, да се комуницира на еден определен јазик, сите го знаеле, значи, османлискиот или турскиот јазик, но го знаеле и на оној другиот, или грчкиот, или албанскиот, или влашкиот, или романскиот. Така што тоа е една специфика кога зборуваме за примери кои што ги гледаме низ поголемите држави. Ако гледаме во однос на поделбата на Македонија, кога веќе во рамките на другите државни творби во Србија, во Бугарија, Грција, оние делови кои што се наоѓаат, ние повторно ќе го најдеме она човечкото или патриархалното или комуницирањето на луѓето едни со други. Може би повеќе треба одговор да побараме во социологијата, каде што се случуваат моменти кои што на некој начин влијаат врз кршењето на доброто однесување, на почитување кон другиот. Кои се тие фактори кои што влијаат да таа една, да речем, идеална ситуација или база да биде раскршена. Тука веќе влијаат некои други фактори, дали политички, дали економски, културолошки. Едно прашање до сите вас, веќе Котлар посочи кон социологијата и општествените науки. Некако единството на народите околу националните прашања на сите држави околу нас станува мит кон кој што веројатно во секојдневната комуникација ја гледаме како се доживува од оние со кои што комуницираме. Дали тоа биле
србите, бугарите, албанците, грците, нели, хрватите или било кои, или турците, кога се станува збор за националното прашање, нема политички предзнак. Единствено кај нас, веројатно, се случи да политиката надвладее над националните и државните интереси. И да дојдеме во моменти каде што понекогаш и кога се постави прашање од ваков комплекс на прашање околу идентитетот, кој што мораме да признаеме ваков, како што сега ни што поминуваме сега, беше предупредувано едно година и половина претходно, но се сваќаше во дневно политички контекст. Можеме ли да дојдеме до едно такво обединување? Апсолутно можеме и дали треба може, да ги надминеме овие пристапи кои што се сведуваат на постојанен политички притисок и индоктринација и да се вратиме на суштествените прашања на соживотот, на таа духовна страна, културолошка страна, да се подсетиме на големиот Гоце Делчев за надпревар во културна смисла помеѓу народите, што фактички... Да се подсетиме и на Илинден, каде што се повикуваат сите. Се повикуваат во граѓанска смисла. То повикува македонецот за слобода. Во граѓанска смисла ги сите по едно знаме. Сите како учесници на нацијата. Треба дефинитивно да се свати дека нацијата е граѓанска заедница чиј носител титулар е народ и дека има односи према други кои што живеат тука етнички припадници. Јас да кажам, во Ирска има 134 етнички заедници. Природни права и они барат. Да, им викаат, ама колку што имате пари, толку можете да обезбедите. Образование, култура и етност и така. Кај нас се дадени сите можности да се практикува посебната култура и така натаму. Меѓутоа, тука нацијата е основа за еден соживот и дека тука треба да се афирмираат одговорите што го прави тој соживот во нацијата. Ние имаме потреба да го одбраниме и нашиот идентитет, ама неќум за тоа да зборувам. Сакам да зборувам за начините како да дојдеме до тој соживот. Значи, да афирмираме. Иначе, овој закон, како завршно да кажам, прави хаос. Костов, ја би завршил сепак со тебе од еден правен аспект, политички, како аналитичар, како колумнист. Ке можеме ли конечно да се разбереме прво околу националните прашања и второ, еве, како меѓуетнички прашања, дека секогаш не станува збор за одземање на нечие природно право, како што се нарекува. Не знам, како правник се нема да зборам, ке немам време за поентите, што ги чував. Утре во колумната ќе ги кажам, вака да ти кажам. А ние многу одамна сме се разбрале со албанците и со останатите. Конкретен ќе бидам. Мојот најстар син, 37 години, Ѓорги, го носи името на татко ми, е побратим со албанец од Тетово. Ти не знаеш на колку свадби, а тоа се сунети сум бил јас и мојата фамилија. Значи, ти не знаеш колку албанци во мојот дом во Кочани и во Скопје продефилирале. Сепак политиката не успела да бе. Прв пат ќе објавам. Значи, другарувам со албанец од 76 година, врвен спортист Шабан Сеидуј. До ден денеска сме најдобри другари. Спремам книга, бидејќи ја пишувам за брендови, за Шабан Трстена, најголемиот спортист во историјата на Македонија, за албанец. Значи, ние, обичните граѓани, сме се разбрале, лажните лидери, кои немаат капацитет на вистински лидери, кои го залажуваат народот со нереални политички барања, ни ги прават проблемите што ги имаме и најчесто тие лидери ни се уфрлени од страна, дојдоа преку терористи и планини во собрание и се мали или големи робеспиери на 21. век и ни прават проблеми. Ние со албанците, турците, ромите, србите, бошњаците немаме проблеми, барем јас и мојата поширока околина, за која гарантирам. Добро, Костов, ми се допадна ова, еве еден турцизам, ми се бендиса, ова мисла за крај на ова вечерна дебата, насловена промакедонска или антиалбанска вистинската загриженост од законот за јазици, во која што верувам дека дадовме една
поширока слика што значи еден закон за езици во ваква форма како што е сега и дека сите оние нели бунтувања против ваков тип на закони не значат антиалбански, туку значат нешто што е многу подлабоко, посуштински, а тоа е рушење на македонскиот идентитет од еден комплекс на прашања кога македонскиот идентитет е под еден силен притисок во насока на решавање на прашањето за името и оние евроатлантски интеграции пред кои што нели се исправени. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на телевизија Нова.